оценувам ова на високо ниво, затоа што гледам дека ги луѓето, граѓаните почитуваат мерките согласно према законите и така да на повисоко ниво го оценувам овој предизборен процес. Благодарејќи на нашата умешност како народ и како нација да се справиме, ние се справуваме успешно, се бориме успешно и целиот наш здравствен систем одговара на предизвикот кој што го прави оваа пандемија. Во овој краток период имавме среќа или несреќа да бидеме дел од парламентарни предвремени избори и за кратко време, 4 месеца, да влеземе во предвремени локални избори за градоначалник. Самата таа кампања, почнувајќи од предвремените парламентарни избори, каде што помина во највисок можен ред и дисциплина, ќе кажам, со максимално почитување на сите протоколи и мерки кои што ги достави Министерството за здравство, успеавме на 15 јули да имаме ни фер демократски предвремени парламентарни избори, каде што се демократски избра новата влада која што ја предводи нашата држава на патот кон ЕУ и како дел од НАТО. Така да, поучени од начинот на кој треба да ја водиме кампањата, поучени од тоа како треба да функционираме во време на ваква една здравствена криза и една пандемија. Ние кампања ја водиме, верувам дека и сите други, не постои друг начин, не може класичен начин на кампања да се води, така да одредени средби остваруваме со минимизиран број на луѓе, повеќе делење на брошури, лепење на плакати, интернет и нормално и телевизијата. Од изборната кампања сум презадоволен, не задоволен, презадоволен бидејќи тука се наоѓаат луѓе со кои се познаваме, тука живееме во овој град, соработуваме. Тоа ми е единствената нада како човек обичен кој се рекламира. Изборниот процес досега се одвива сосема коректно, сосема според сите протоколи се спазуваат нормално, нели? Се наоѓаме во ситуација светска пандемија и така да самата кампања се одвива во најмногу преку медиумите и преку телевизиите. Морам да и се заблагодарам и на другите кандидати што го почитуваат тој ред. Сега влегуваме во малку по-динамичниот дел од нашата панел дискусија. Сакам да ги запрашам нашите гости, кандидатите, што тие им нудат на граѓанките и граѓаните на општина Штип. Како тие мислат дека ќе ги решат нивните проблеми, како ќе им донесат повеќе квалитет на живеењето и повеќе благосостојба во оваа важна општина, центарот на источниот дел од нашата држава. Главните точки на мојата програма е поради ситуацијата во светот што е, да се продолжи со изградбата на болницата која што е оставена започната и недовршена. Оти е најмногу потребна за сите граѓани во ова денешно време и бидејќи е регион, имаме недостаток на сместувачки капацитет на луѓето, бидејќи има големи недостатоци, затоа мора да се започне да се доврши тај битен објект во моментот за граѓаните. Потоа друга главна точка, мене приоритетна што ми е да се искористат топлите води со бања Кежовица. Да се направат, има добри услови, да се направат таму спортски центри со сите видови на спортови, отворен, затворен базен.
да може да младите луѓе да се рекреираат и да биде благодет за сите луѓе и сите граѓани, не само од Штип, него и поширок. Таму престојат многу да се искористат тие ситуации, голем благодет на градот. Со тие двете работи би настапил, така да што нема да има можности ни да бидат завршени. Другите работи се тековни, што може да интервенираме во секој момент. Дали ќе биде улица, дали за асфалтирање раскрсница, дали ќе биде пукната цевка, тие се нормални работи што не може да ги предвидиме и така да ќе стоиме на располагање на граѓаните. И јас бих почнал со некои капитални проекти кои што се битни за градот, поготово за инфраструктурните работи околу градот. Тоа би било решавање на крстосницата на во населба Сењак помеѓу Сремски фронт и Борис Крајгер. Тоа е една голема раскрсница каде што имаме огромен промет на возила, имаме огромен промет на пешаци. Таа ги поврзува Сењакот со излезот од градот, центарот со излезот на градот, жителите од Сењак и Баби со центарот. Така да таа е една голема раскрсница која што веќе изготвивме и проекти, обезбедивме финансиски средства околу 14 милиони денари, кои што ќе бидат употребени за регулација и реконструкција на таа раскрсница. Потоа имаме проблем со улица Панче Караѓозов, улица која што е поставена со коцка на потегот од Туш до Елкос. Тоа е една голема улица која што бучавата колите кои што минуваат по таа улица прави проблем за самите жители на таа населба и ќе се направи комплетна реконструкција на улицата со водовод и канализационен систем, ќе се решат тротоарите, ќе се прошират, ќе се реши каналниот систем, ќе се прошири улицата. Ќе направиме реконструкција на дел од булеварот Партизанска, кој што представува во еден момент тесно грло, кој што овозможува излез на градот према населба Баби и према кружниот тек, новиот кружен тек кој што е поставен. Таму воедно со решавањето на булеварот ќе се реши и ситуацијата на неколку социјално загрозени семејства, значи не работиме само на капиталните инфраструктурни проблеми, туку ќе работиме и решавање на социјално загрозените семејства. Веќе имаме проект со 100 типски куќи кои што ќе бидат изградени во населба Света Недела, каде што сите оние семејства кои што да наречеме во 21 век кубурат со услови за живот, субстандардни услови на живот, ќе обезбедиме дом и ќе го решиме нивното прашање за топол кров над главата. Која е временската рамка на овие проекти? Овие проекти би требало да се реализираат во овие 10-месечен мандат. Значи разборуваме за проект каде што веќе е урбанизирано парцели, проект каде што се веќе обезбедени средства и проект кој што ќе започне да функционира во наредните месеци со цел да се реши првен социјалниот статус на овие наши сограѓани, а потоа да се реши и излезот на градот, односно булеварот. Значи овде имаме уште еден проблем каде што во нервниот диспанзер живеат наши сограѓани во едни апсолутно субстандардни и нехумани услови, поготово во време на една ваква пандемија, на една ваква здравствена криза. Јас бев неколку пати кај тие луѓе, апсолутно недозволиво да оставиме наши сограѓани да живеат во такви услови. Сега тука ќе го напоменам како и еден од најкрупните капитални проекти кои што ги имаме. Тоа е деценискиот 35 годишниот сон на сите штипјани. Верувам дека сега ќе стане реалност. Тоа е браната на река Тотиња. Главните проекти кои што ние нудиме за градот Штип, првото би било градена на концертна сала. Во Македонија не постои ни еден град каде има концертна сала. Штип идоликува на Штип како домакин на Макфест, прочува на Макфест да има концертна сала. Затоа што во таа модерна, ултрамодерна концертна сала кога ќе се изгради, тогаш имиња, световните имиња, бендови, групи од цел свет би дошле, би настапувале во таква концертна сала. Така би автоматски ставило Штип во картата на културата во југозападна Европа. Второто би било
хидротермалната проект кој што нудиме за Кежовица, би сме дали концесија за 10 фирми, пример, каде би се изградило ултрамодерни сместување хотели, значи базенти, жакузи, сауни, и тоа би предизвикало или би било атракција за здравствен туризам. До сега нашите народ патувал во Бугарија. Зошто да не би патувале цела Европа во Штип, во Македонија, каде што има модерните услови кои што би нудило бањското туризам во градот Штип. Трето, како проект, Штип е текстилен град и би сме креирале слободна текстилна зона со цел кој фабрика ќе се згради во таа слободна текстилна зона би произведеле висококвалитетно финални производи. Прво и основно, за локалната самоуправа треба да се знае дека првите параметри се чист воздух, чиста вода и урбана средина. Али урбана средина за секој подеднакво. Бидејќи секаде, во сите општини, во Република Македонија, се работи само од интерес. Тоа е на болна точка на сите општини. Вака, подолг период, локалната самоуправа Штип е нефункционална. Прво што треба да се направи реорганизација на локалната самоуправа. Не е таков модел да се работи со два пола, така речено, таму се запослени луѓе ќе извинат со носење памфлети и знамиња. Значи, треба да дојдат прави луѓе на право место. Така би функционирала локалната самоуправа. Односно на финансиски оддел. Ќе спомнам само една реченица од тие семинари, вика: секоја локална самоуправа треба да биде собствен дом, цртица, со собствен новченик или паричник. Тоа значи дека секоја локална самоуправа треба да има одржлив развој. Локалната самоуправа Штип, како нефункционална општина, не го спазува тоа, односно има превработеност во локалната самоуправа како прво, како второ од приходите собрани од сите дотации, такси, ДДВ и X други работи, 30% одат за плати и надоместоци. А остатокот на парите, кој е наменски, до сега не е направено анализа каде одат парите. И тука треба да се направи пресек, а тој пресек може да го направи човек што знае проблематиката на Исак Кадижис. А тоа е моделот формирање на комплементарни тимови, кои комплементарни тимови ќе бидат по 4 луѓе и тоа вработени. Не вработени, вработени во локалната самоуправа, кои ќе работат под раковство мое. Како прво треба да имаме луѓе што ќе работат внатре во локалната самоуправа, за внатрешните да ја направат локалната самоуправа ефективна и активна, а втората група ќе работи за јавните предпријатија кои се слаба алка на сите општини во Штип. Најслаба алка е за институциите. Бидејќи таму имаш партиски вработување, треба да има 150 во ИСАР, а има 400. Тоа треба да се стави мониторинг наредните 3 изборни циклуси да нема вработување во локалните самоуправи. Тоа никој не го. Тоа се најголемите слабости што ги кажат сега. Како прво, таа организација се гледа по однос на финансиите. 14 милиона и 700 илјади евра е буџетот за 2019 година. Од тие 14 милиона и 700 илјади евра, 30% одат за плати и придоноси, некаде испаѓа дека околу милион евра треба за наменски средства за патишта, за канализации, за и ред други работи. Тоа е мала работа, мислам. Али парите се огромни, а ефектот е нула. Ќе бидам градоначалник за сите подеднакво, за сите граѓани на Штип, без разлика на етничка и политичка
верска припадност. Значи, ќе бидам човек кој ќе врати довербата во системот и ќе се потрудам за развојот на Штип. Да го добие епитетот центар на источниот регион, како што го нарекуваат. Томаро и јас, како неизин градоначалнички кандидат, ветуваме дека ќе ни биде подеднакво важна секоја педа од општина Штип. Значи, пред се, со оглед на тоа дека се работи за краток временски период, не можеме многу да направиме. Се работи за 10 месеци. Јас ќе се потрудам со силна мотивираност и со помош на локалната самоуправа да ги решаваме конкретните проблеми на граѓаните. Пред се, значи, дел од програмата на кој ќе се фокусирам на почетокот е обнова на водоводната инсталација во цела општина Штип, асфалтирање на улиците во општината, било градски, приградски или селски, улично осветлување и канти за отпадоци на секои 100 метри во општината, изградба на подземни контейнери за отпад, каде ќе се рециклира отпадот и со тоа ќе се влијае на еколошката чистота на градот. Ревитализација на Бања Кежевица со јавно-приватно партнерство да се обезбедат пари за темелна реконструкција и на бањскиот и на сместувачките капацитети по модел на европските бањи, со што може да стане туристичка мека во општината. Воведување на градски превоз со повеќе автобуски линии, организирано од ново јавно предпријатие за превоз, во кој се одлука на Советот ќе биде дозволени приватен автобуски превоз, во кој со одлука на Советот ќе биде дозволени приватен автобуски превоз под посебни еколошки норми за возилото. Воведување на бесплатен превоз за сите деца од 9-летките кои живеат во селските населби на општина Штип, со нивно носење и враќање до домовите за време на училишната настава, на начин како што тоа се прави насекаде во Европа. Професионализирање на фестивалот Макфест под надлежност на град Штип, дом на млади, да се издвојат повеќе пари за дејност на институцијата, дејност која целосно ќе биде свртена кон младите. Финансирање на секции од типот драмска, музичка, ликовна, хор, градски оркестар, литература, филм и слично. За крај им посакувам среќа на сите кандидати, нека победи најдобриот, а се разбира кога ќе стане градоначалник да не заборави на своите четворица противници, меѓутоа и потенцијални партнери и соработници во заедничките проекти за доброто и на Штип, но и на Северна Македонија.